Започна изградбата на патека за кајак на диви води долга околу 200 метри. Работите за изградба на патеката започнаа деновиве во водите на Вардарка и Стармост. Велишките кајакари се меѓу најуспешните во земјава и очекуваат дека со изградбата на патеката значително ќе се олеснат условите за тренинг. Конечно да се интервенира во коритото на реката Вардар, поточно кај што не кајак патеката, со големи камени блокови кои што трајно ги решат проблемите околу тренинзите. Патеката која се гради со камења ќе се реализира според дадените инструкции на кајак клубовите. Од општина Велес ги демантира информациите дека реката Вардар се загадува со изфрлање на градежен шут. Не е шут, тоа значи дека ние ја правиме патеката по сугестиите на кајакарските клубови, по сугестиите на луѓето од спортот. Тоа ќе биде дефинитивно решавање за потребите на дел од овој спорт во нашиот град. Значи не се работи за шут, во секој случај не би дозволиле среде град некој да истура шут, знаете дека е тоа казниво. Според процените, кајак патеката која се гради ќе биде втора по квалитет во земјава по онаа на Матка. Истата ќе овозможи одвивање на меѓународни кајак надпревари. Во голем дел, пошто знаеме дека Вардар е голема река, има доста капацитет и летно време. Значи во многу голем дел ќе се подобрат условите, тоа самото време ќе покаже во годините на воиднина дека кајакарите ќе бидат во се поголема и поголема форма. За 10 дена треба да заврши уредувањето на кајак патеката.